Ризик фактори кај децата и младите. Луѓето во денешно време се повеќе се изложени на константни барања од другите луѓе и од околината, и тоа им создава постојан стрес. Некои од тие барања ја изложуваат индивидуата на стрес во подолг временски период. Ваквото изложување на стрес е со различни последици, во зависност од цртите на личноста и нејзините одбранбени механизми. Некогаш некои луѓе по големиот дел од животот го поминуваат во потешкоти и стресни ситуации, но создавањето на таквите ситуации е последица на карактерот на личноста, полот, возраста, генетската конституција, менталното здравје, како и долгорочна изложеност на трауматски искуства и стресогени фактори во минатото. Кога зборуваме за ситуации кои предизвикуваат стрес, всушност зборуваме за поголеми барања од тоа со кое може личноста да се носи. Во психологија ваквите ситуации се нарекуваат фактори на ризик. Фактори на ризик се дефинираат како веројатност, односно известност за итните проблеми. Тоа се оние влијанија кои зголемуваат известноста за појавување на сериозни потешкоти во процесот на социјализацијата. Тие варираат од биолошки, семејни до пошироки средински влијанија, вклучувајќи го училиштето и сите контексти на социјалното обкружување на единката. Овие фактори на ризик обично представуваат високо ризичен статус или поточна изложеност на тешкоти и трауми. Еве некои од високо ризичните фактори: хронична сиромаштија, необразовани мајки, компликации за време на бременост, развојни проблеми, генетски абнормалности, психопатологија на родителите. Најчесто луѓето размислуваат кога зборуваат за влијанието на претходните генерации како генетско влијание, значи влијанието на биологијата. И во многу голем број на случаеви дури одредени навики, карактеристики, како што се импулсивно решавање на проблеми или така натаму, ги сметаат како генетски. Во таквите ситуации, кога зборуваме дека генетиката повеќе го обликува нашето живење, било индивидуално, било семејно, всушност нашата одговорност се намалува. Многу малку луѓето зборуваат дека моделите на однесување од претходните генерации се пренесуваат понатаму како модели или како образци, кои што ние во нашите семејства си ги носиме, новите актуелни семејства ги носиме и продолжуваме исто така да ги користиме како модели на однесување. Во таквите ситуации морам да кажам дека ние сме многу поодговорни, затоа ако носиме модел на однесување, истиот доколку не е функционален, можеме и да го промениме. Така да, тоа е тоа кога зборуваме дека трансгенерацијското влијание на семејното живење или на членовите од семејството всушност е моделот на однесување или образецот на однесување од семејството претходно. Како други извори на стрес кај децата и адолесцентите се наведуваат: продолжената сепарација од примарното семејство за време на првата година од животот, раѓање на помал брат или сестра за време на првите 2 години на детето, сериозна болест или болест која се повторува за време на детството, хронична болест на родителот, ментална болест на родителот, брат или сестра со хендикеп или проблеми во однесувањето, хронични несогласувања во семејството, отсуство на таткото, невработеност или повремена невработеност на родителите, менување на местото на живење, менување на училиште, развод на родителите, повторен брак на родителите и доаѓање на очув или маќеа во семејството, заминување или смрт на постар брат или близок пријател, сместување во згрижувачко семејство. Во истражувањата направени од психолозите тоа како се однесуваат децата подоцна во животот и дали пројавуваат одредени психички нарушувања во зависност од тоа кој ризик фактор го имаат како основа, ги добиле следниви резултати. Доколку поседуваат само еден од горе споменатите фактори на ризик, можноста да пројават психички нарушувања не е ништо поголема отколку кај деца кои живеат во семејства неоптоварени со овој ризик фактор. Доколку поседуваат 2 ризик фактори, можноста да пројават психички нарушувања е 4 пати поголема, а со 3 ризик фактори можноста за пројавување на психичко нарушување е 10 пати поголема. Заклучок: присуството на повеќе ризик фактори создава поголема можност за подоцна во животот да се пројават тешки и стресни ситуации кај индивидуата,
а воедно ја отежнува можноста за позитивен одговор на индивидуата во дадената ситуација. Уште во текот на самото формирање на семејството се забележува тоа трансгенерацијско влијание. Да кажеме, некои млади брачни партнери многу полесно ќе се решат да влезат во брак и покрај тоа што ќе бидат принудени или ќе морат да живеат во повеќе генерацијско семејство заради нерешени стамбени прашања, нерешени финансиски прашања и така натаму, а додека други брачни партнери за тоа за нив воопшто не е возможно. Тоа е потекнува од таму затоа што овие првите растеле во повеќе генерацијски семејства и за нив тој модел на семејно организирање на живењето е прифатливо и едноставно, а додека за другите е нешто што не е прифатливо и го немаат како модел и не можат да се адаптираат и да се снајдат. Доколку има двајца сопружници или двајца партнери кои што потекнуваат од семејства кои што имаат различни организации на живење во претходните генерации, односно потекнуваат од семејство потекло кое што живеело повеќе генерацијски и од семејство потекло кое што живеело исклучително нуклеарно, значи 4-членно, 3-членно и така натаму. И тие разлики понекогаш може да бидат голема потешкотија во прилагодувањето на семејната организација на живење. Импулсивност. Импулсивноста можеме да ја дефинираме како неможност да се контролира одредено поведение во даден контекст. Најчесто ја среќаваме кај децата, но кај нив е сосема нормална, земајќи ја во предвид зрелоста и моќта за проценка на последиците од сопственото однесување. Психолозите сметаат за импулсивна личност возрастна единка со развиено чувство за последица, а неможност за контрола на своето поведение и постапки. Некои сметаат дека е тоа врзано со коректерните особени, додека биопсихолозите сметаат дека е поврзано со одреден недостаток во кората на големиот мозок, односно дека импулсивноста има физиолошки карактер. Кога импулсивноста е во корелација со други особини како хиперактивност, ограниченост, немир, неспособност за одложување на задоволство, може да премине во деликвентно однесување. Многу истражувања докажале дека хиперактивноста во детството е поврзана со деликвентното однесување. Импулсивноста често оди заедно со ниската самоконтрола, при што импулсивните луѓе знаат често да се доведат себе си во ризични ситуации, ретко завршуваат по високи образовни степени и многу често не ги предвидуваат последиците од своето однесување кое е избрзано и предвремено. Значи, освен на семејната организација, јас би сакала малце и да додадам на сето ова што го спомнавме претходно. Освен на семејната организација на живењето, влие трансгенерацијското моделот на однесување и на многу други аспекти, пред се на распределбата на улогите во семејството. Всушност, во некои семејства се случува да или се наследува да во домаќинството исклучително кујната е само за родово определена само за жените, а додека во други семејства тоа не е така. Или набавката на производите кои што се потребни за во кујна всушност се исклучително само на мажите, а додека жените воопшто не учествуваат во тоа. Тоа значи дека распределбата на улогите, доколку и во новоформираното семејство биде така и двајцата партнери се сложуваат бидејќи имаат модели слични од своите семејства по потекло, тогаш тоа нема да им биде воопшто проблем. Но ако потекнуваат од различни семејства каде што различен бил распоредот на улогите, да кажеме во улогата на домаќинството, жената воглавном била поповлечена, додека мажот бил оној кој што бил доминантен или моќен, како што ние знаеме да кажеме. Другата ситуација на влијание на трансгенерацијските образци и кој ќе ја носи моќта при носење одлуки за финансиите. Како ќе се финансира семејството, кој ќе го планира буџетот, кој ќе ги планира расходите. Сето тоа, значи, на сите тие аспекти на семејното живење имаат големо влијание трансгенерацијските модели од претходните генерации и семејства.
Понекогаш во некои семејства тоа е снага, сила, поготово ако имаат модели кои што двајцата сопружници, кои што од претходните семејства ги имаат на ист начин распоредите на улогата, моќта, планирањето, начинот на разговарањето и така натаму, но понекогаш тоа е невозможно затоа што ние потекнуваме од различно организирани семејства, иако сме иста култура луѓе, меѓутоа во семејството секој на свој начин ги организира живењето, финансиите, моќите и така натаму. Токму тоа понекогаш може да биде пречка во доброто разбирање на двајцата партнери во однос на договарањето, преговарањето, начинот на грижата за децата, моделот за грижата на децата и така натаму. Скриени чупства. Сите ние во текот на детството сме морале да научиме да ги регулираме своите чупства. Сме морале да научиме дека понекогаш е подобро да се воздржиме од изразување на лутина или тага во училиште или на улица, затоа што тие чувства не би биле прифатени на начинот кој би ни одговорал нам. Сме морале да научиме дека нашите чувства не се посакувани секаде, во секој момент, без обзир на плачот, нема да добиеме нова играчка и без обзир на лутењето ќе мора да одиме на спиење во одредено време. Потиснувањето на чувствата беше дел од приказната за растење, дел од социализацијата, и ако не сме научиле да ги потиснеме, чувствата би биле сосема неприлагодени. Меѓутоа, коренот на поголемиот број проблеми на возрастните луѓе всушност се потиснатите чувства, неисплаканата тага, скриен бес, неизразена радост, угушена љубов. Иако може да изгледа чудно некој да потиснува радост или љубов, тоа не е чудно кога се става во контекст на растење, затоа што во некои фамилии детската радост на родителите им била само препрека, а покажувањето на љубов наидулува на ладен зид на родителско игнорирање. Потиснатите емоции можат да бидат толку тешки и болни што човекот ги доживува како туѓо тело во себе. Меѓутоа, тие чувства не се ништо друго, туку изворна емотивна човечка природа која не наишла на прифаќање и доживување внатре во фамилијата. Па човекот внатре во себе навикнал да ги отфрла и да ги третира како нешто друго, како проблем кој треба да се реши, како нешто што треба да се отфрли, а не како дел од себе кој е болен затоа што не е вклопен во емотивната целина, затоа што не е поврзан, прифатен и доживеан. Затоа еден од најважните чекори во терапевтскиот процес е човекот, својата емотивна болка да престане да ја доживува како непријател и да почне да верува на својата емотивна природа, која сигурна сама од себе не би се отрнала и би почнала да создава проблеми, да го боли и да му го отежнува животот. Како пророштво. Секое чувство тежно е да биде изразено. Потиснатите чувства се концентрат и имаат силна тенденција да се изразат, да дадат до знаење дека постојат и дека нема да престанат да постојат, се додека не го пронедат своето огледало во надворешниот свет, се додека не ја пронедат личноста која ќе ги прифати или контекстот во кој конечно ќе се распростране и ќе ги прифати себе. Затоа потиснатите чувства можеме да ги сватиме како своевидно само исполнувачко предвидување. Тие управуваат со човекот, го водат низ животот се додека не се создаде контекст кој е сличен на приказната во која тие чувства настанале. Трансгенерацијските модели можат да се искористат токму заради демистификација, а истовремено да помогнат во текот на психотераписката сеанса и на нас, психотерапевтите, да ги извлечеме снагите на семејството од тие трансгенерацијски модели на справување со проблеми, кризи, потешкоти. Понекогаш некои теми се многу тешки за семејството, како што се загубите. Некои теми како што се бременост пред брак, потоа суицидални однесувања, смрт поради убиства, самоубиства и така натаму. Таквите теми всушност носат одредена анксиозност, поготово ако се појави и ако генерацијата нова или актуелна доаѓа веќе во возраст во која што се случила таа ситуација. Да кажеме, ако имаме во претходната генерација која што многу поригидно гледала на бременост пред брак, кога ќе дојде ситуација на склучување на брак во новата генерација или пред да се склучи бракот, тогаш станува семејството многу анксиозно токму заради тоа влијание од претходно, затоа што во семејството
важело правилото никако бременост пред брак, иако во сегашно време, во актуелното начин на живење, тоа не е некоја тема која што е тешка, сепак во тоа семејство пред воопшто да се случи склучување на брак или кога девојката ќе напудне 18-19 години, темата да не остане бремена е многу присутна и прави многу потешкоти и проблеми понатаму во тоа дали ќе дозволат на девојчево да излезе, дали ќе дозволат да се дружи, дали ќе дозволат да има дечко и така натаму. Токму заради тоа во текот на работата со таквите семејства, кога ќе се појават заради тие проблеми, се демистифицира темата бременост пред брак, со прибирање на податоци што се случувало во семејството по потекло претходно токму на оваа тема. Разрешување. Така, например, личноста која развила образец за пасивна агресија заради мајката која е премногу контролирана и не знаејќи дека тоа го прави, ќе почне да ги одувлекува врските на работа и така ќе влезе во конфликт со шефицата која несвесно ја оставила во улога на мајка. Или жената која целото детство пробувало да му помогне на таткото да го спаси од алкохол, ќе се залюби во човек на кој ќе му биде помошничка или спасителка, само што овој пат, да кажеме, ќе се занимава со неговата депресија и долгови. Секоја од тие емотивно набиени приказни сака поинаков крај, сака разрешување, или поточно речено, човекот подсвесно тежне на разрешување на својата болна приказна. Меѓутоа најчесто се случува токму спротивното, приказната се повторува. Се додека потиснатите чувства се режисери на животните приказни, тие ќе се повторуваат. Контекстот ќе биде поинаков, но темелното уверување не вредам, никој не ме сака, никогаш ништо не правам како што треба, не заслужувам успех и слично, повторно само ќе се повторуваат. Сите тие уверувања настанале во детството и главен проблем е тоа што природниот емотивен одговор на таквите директни или индиректни пораки не вредиш, не си ми важен и слично, не можел да биде изразен затоа што не би бил прифатен. Таката можеби би била исмеана, а лутината казнета. Природен емотивен одговор кој не можел да биде изразен, останал внатре потиснат и почнал да приговара со разни психосоматски симптоми. Некој ќе чувствува болка или тежина во градите, а некој печење во желудник, а некој хронична исцрпеност или нервоза. Фамилиарни образци. Емотивно набиените приказни често од генерација во генерација ги коираат, па ќерката против своја волја малку по малку почнува да се претвора во својата строга мајка и претерано ги контролира своите деца. Меѓутоа често се случува и приказната да биде превртена. Во овој случај, тоа би значило ќерката своите деца да ги одгледува сосема поинако, секогаш да им попушта, децата да станат премногу мокни, односно да прават што сакаат, да ја контролираат својата мајка и да манипулираат со нејзе. Таква превртена приказна всушност повторно се повторува, зашто децата кои рано стекнале чувство на мок и контрола немаат доволно развиени лични граници, односно се распространуваат на други. Не ги препознаваат нивните чувства и потреби, туку мислат другите се тука да им служат за нивните потреби и цели. Така повторно доаѓаме до структурата на личноста од почеток, до личност која контролира и не ги цени другите. Тоа се секако само костури на приказната која на разни начини може да се прекршуваат низ генерациите и да се менуваат зависно од вродениот темперамент на личноста и разните животни околности. Потиснатите чувства можеме да ги сватиме како корења, а животните приказни како гранки на своето животно стебло. Пронаоѓајќи ги потиснатите чувства, си отвараме простор за нови животни приказни, кои не ги одбрале за нас други, туку ги одбираме сами. Загубите во претходните генерации имаат силно влијание врз живењето во сегашните генерации, поготово дали тоа ќе генерира одредена анксиозност во семејството. Ако имаме во претходните генерации загуби на бебиње, значи раѓање и умирање, што било многу почесто во претходните две генерации, да кажем, или една генерација пред. И во таквите при таквите ситуации има голема тага, има голема неискажана болка во тие семејства, кој што понатаму во наредните генерации се пренесува како страв, кој што ќе работи во новите семејства, помеѓу двајцата сопружници, да кажем. И кој ќе дојде моментот на раѓањето на бебето, всушност се појавува
несогласици, се појавуваат одредени други потешкоти, се појавуваат симптоми, да кажеме, ќе се повлече таткото, па ќе стане депресивен или ќе се презангажира на работа за да го избегне тој страв и така натаму. И тоа може да генерира во наредните генерации секоја бременост да се доживува наместо како убава работа, туку како една тежок момент за семејството и секој пораѓај да се доживува како страв од загуба. А додека пак имаме и други ситуации, нели, ние сме генерации во кои што претходните генерации наши живеели во војни и така натаму или имало конфликти и млади луѓе можело да погинат. Ако имаме ситуација да во две генерации претходно имаме 19 годишно момче кое што погинало заради тоа што било во партизани или нешто слично, потоа наредна генерација каде што 19 годишни заминуваат да студираат во други држави. Тоа е еден символичен губиток. Тоа не е губиток равен на смрт, меѓутоа сепак е заминување и разделба од секојдневното семејно живење кое што било организирано на поразличен начин до тогаш. Веќе во новото семејство, кога децата ќе стигнат на возраст на 15-16 години, во тоа семејство може да се појави одредена симптом или болест. Или семејството да се премногу зближи, стане премногу блиско, па не му дава можност на младиот човек да зарасти развој кој што ќе го води кон независност или автономија. И во таквите ситуации може да се случи затоа што децата се лојални кон своите родители. Бидејќи тие сметаат дека има опасност, се приближуваат кон 19-та година. Тоа е символично, несвесно. Заради лојалноста децата и тие генерирањето на анксиозност на родителите предизвикува анксиозност кај нив. И таа анксиозност потоа може да појави одреден симптом, како што се панични атаки, зависност од дроги, анорексии и друг тип на проблеми и потешкоти на индивидуално ниво, кои што од друга страна ќе им овозможат на родителите непречено да се грижат за нив и да бдеат над нив како да имат мали деца. Значи, како да не се приближуваат кон возраст кој што треба да донесе одвојување од родителите. Како знаеме што е наследно? Поговорката круша под круша паѓа го изразува тврдењето дека децата тежнеат да наликуваат на своите родители. Сличноста на родителите и децата оди во прилог на идејата дека личноста е наследен феномен. Но дали е така? Во нормални семејства децата не само што ги наследуваат родителските гени, туку и растат во средина што е во голема мерка дефинирана од аспектите на родителското поведение. Ако Кире е агресивен, како неговиот татко, дали тоа значи дека неговите генетски предиспозиции се причината? Клучот за оваа дилема ќе се најде ако се одвојат генетските од срединските ефекти. Ако може да споредиме две групи, кои го делат наследниот, но не и срединскиот фактор, или срединскиот, но не и наследниот, би можеле да ги процениме овие ефекти. Адоптивните студии нудат корисни информации. Децата кои се посвоени во раното детство од родители кои не се биолошки поврзани со нив, ќе наликуваат на родителите кои ги посвоиле, поради средината, не поради наследноста. Но сепак, тешко е да се добијат доволно информации од доволно посвоени деца и од нивните биолошки и адоптивни родители, за да дознаеме се што би сакале да знаеме за наследноста. Во некои земји, потребните информации според законот се држат во тајност.
Друга стратегија која има многу предности е правење на студии на близнаци. Близнаците овозможуваат така наречен природен експеримент во поглед на генетските ефекти, а и тие се често мотивирани да учествуваат во истражувањата поради љубопитност и перцепција дека се посебни.